Предигра за шлагвортот, најзначајниот мечот кој што го предизвика вниманието и интересот на над 1000 љубители на оваа боречка вештина од нашиот град. Најдобриот спортист на Прилеп од 2003 година Иле Ристевски ќе ја брани титулата европски професионален кикбоксинг шампион. Него предизвикуваче 27 годишниот Небојша Дердич од соседна Србија и Црна Гора, искусен надпреварувач. Една година е повозрасен од бранителот на европската титула. Во својата кариера имал над 200 професионални борби, освоил практично се што може да се освои на ринговите ширум стариот континент. Бил балкански, медитерански и европски првак Небојша Дердич, меѓутоа овој пат титулата е собственост на Иле Ристевски, кој и не помислува така лесно да се откаже од неа. Впрочем, беше оптимист и на двете пресконференции кои што се одржаа во најавата на вечерашната борба. Вчера на последната пресконференција, значи на околу 40 на часа пред борбата, истакна дека Небојша Дердич нема да го дочека крајот на рундата, односно дека Иле Ристевски со нокаут ќе го победи и ќе ја зачува титулата европски професионален првак и со тоа ќе го започне својот атак на титулата светски првак, која што моментно е собственост на французинот Фуад Есбири. Одлична атмосфера, изворена организација на овој кикбокс спектакл, кој е во режија на менаџерот на Иле Ристевски и организаторот на борбата Александар Велески. Се е подготвено за почеток на мечот. Ринговен судија е Димче Кичевски, Иле Ристевски и Небојша Дердич. За нијанса повисок е Дердич, Ристевски во црвени ракавици, добро познат и со својот стил фајтерски, меѓутоа впрочем беа советите од страна на неговиот тренер и селектор на репрезентацијата Љупчо Неделковски да не се атакува по секоја цена. Ристевски да има тактичка борба. Веројатно такви беа и советите и договорот пред почетокот на борбата. Напади на Ристевски, одолева во првиот налет Дердич. Блиската борба не е во полза на Ристевски, со оглед на тоа дека противникот е повисок, има и подолги раце и нозе и веројатно ќе се обиде да го држи на дистанца. Стига поддршката од трибините, атрактивен напад на Ристевски. Во аголот Дердич, удар на Ристевски, Дердич е на подот. Борбата продолжува. Продолжуваат ударите со нога на Ристевски на 5 октомври. Овдека во универзалната сала токму со удари со нозе го сомне до вашиот европски првак гркот Јоргос Мафридис. Во слична ситуација е и Дердич. Интервенција на судијата Кичевски, борбата продолжува. Обиди на Дердич, меѓутоа внимателен е Иле Ристевски. Клинч во аголот, можност и малку да здивнат двајцата надпреварувачи. Жестоко е темпото на борбата, крај на првата рунда. Само двајца тренери ќе можат да ги советуваат надпреварувачите. Инаку пред почетокот на мечот, мала церемонија, Милојко Врачар, председателот на Кикбоксинг Федерацијата на Србија и Црна Гора, врачи диплома за популаризација, афирмација и развој на кикбоксот на селекторот и председателот на Македонската Кикбоксинг Федерација Љупчо Неделковски, кој за возврат пак на четворицата надпреварувачи од Србија и Црна Гора, кои што настапија на двомечот и врачи сребрениот столикот на Гоце Делчев. Почеток на втората рунда.
И втората рунда започнува со иницијатива на Ристевски. Дердич е во клинч. Затворен гардот, нема можност за удар на Ристевски. Се бара подршка од трибината, од гледачите, подршка за Ристевски. Обид атрактивно со ролање да се погоди противникот во глава, го промаши овој пат Дердич. Судиски тайм-аут, треба да се наместат папучите на Дердич. Суспензорите на нозете. Подсетуваме, следиме втората рунда од мечот за титула Европски првак, односно одбрана на титулата Европски првак на Иле Ристевски во борбата во која предизвикуваче Небојша Дердич од Србија и Црна Гора. Напади на Ристевски. Дердич е во дефанзива. Продолжува налетот на Ристевски. Уште еднаш во аголот, иницијатива и удари на Иле Ристевски. Се жали Дердич, веројатно дека загубил здив. Може би имаше и некој нечист удар под појасот од страна на Ристевски. Борбата продолжува. Крај на втората рунда. Поуспешен ја имаше иницијативата и сигурно зададе повеќе удари, иако во споредба со првата рунда тоа беше рунда со помал број удари кои што завршија во главата, телото и нозете на Дердич. Сега консултација забележува меѓу судијата Кичевски и делегатот Неделковски. Инаку кога сум кај Иле Ристевски, познато 2003 година беше спортист на градот, пред се заради освоената титула европски шампион во мечот што го спомена против гркот Јоргос Мафридис, а минатата година го освои третото место на светскиот куп во Пјаченца, беше трет на европскиот шампионат во Будва, трето место на Кроација Опен, силниот интернационален турнир во Кутина, Хрватска, и вице шампионски титули на Балканскиот шампионат во Бугарија и на Медитеранското првенство во Грција. Очекуваме почеток на третата рунда. Борбата инаку предвидена да трае 5 рунди. Се откина од налетот на Ристевски Дердич, но не за долго. Борба од дистанца е она што го посакува Иле Ристевски, реков. Повисокиот Дердич ја има предноста заради подолгите раце и со нозете го држи на дистанца својот противник. Ристевски, уште еднаш Дердич е на подот, торпат му број и судијата Кичевски. Се жали на повреда Дердич, праша ги дали ќе биде во можност да го продолжи надпреварот. Најверојатно тука е крајот на борбата. Број Кичевски, Дердич нема да биде во можност да го продолжи мечот. Иле Ристевски ја одбранува титулата европски првак на рингот во универзалната сала на Тутунскиот комбинат во Прилеп, каде што и ја освои на 5 октомври 2003 година. Небојша Дердич на почетокот на третата рунда беше принуден да ја предаде борбата по налетот на Иле Ристевски, заработи удар во нозете. Небојша Дердич не е во можност да го продолжи мечот. Очекуваме и она само формална одлука на
ринговниот судија Димче Кичевски да го прогласи Иле Ристевски за победник во оваа борба. Како што чувте и од делегатот Неделковски, со класичен нокаут во третата рунда, Иле Ристевски го совладува Небојша Дердич и на тој начин ја одбранува титулата европски професионален правак во кикбокс. Прима честитки од поразениот, признава Дердич дека Ристевски беше подобар во оваа борба. Во секој случај ја оправдува улогата на фаворит во овој меч Иле Ристевски и покажува дека со право ќе атакува и на титулата светски правак. Негова следна цел е светскиот шампион Фуат Езбири. Оваа негова борба, демонстрацијата на вештините, квалитетите, борбеноста и сето она што го краси Иле Ристевски се најдобра препорака да му се помогне во настојување.